На интернет страницата на армијата веќе е сменета информацијата за тоа кој е началник на генералштабот, но Сашко Лавчиски само што ја презеде функцијата се соочи со критики, кои дојда од дел од политичките партии кои го споруваат неговото поставување за прв човек на армијата. Алијанса за албанците на Зијадин Села реагира дека генерал мајорот Лавчиски неправедно станал началник зашто му го заземал местото што му припаѓало на офицер албанец. Сашко Лавчиски од бригаден генерал се издигна во чин генерал мајор и беше назначен за шеф на генералштабот на армијата од страна на претседателката Гордана Силјановска-Давкова, што предизвика многу реакции во јавноста, особено во армијата. Но ова брзо поминува бидејќи тој го зазема местото на еден албанец на кое според професионалните заслуги и законски услови требаше да биде генерал Бесник Емини. Господин Лавчиски не ги исполнува потребните услови за оваа позиција, односно е 4 нивоа под стандардите кои се бараат за шеф на генералштабот. Како бригаден генерал, Лавчиски нема 4 годишно искуство како што бара законот за да може да биде именуван за генерал мајор, што автоматски значи шеф на генералштабот, пишува подпредседателот на Алијанса за албанците Кренар Лога. Од кабинетот на претседателката и врховен командант Гордана Силјановска-Давкова, која го унапреди Лавчиски во генерал мајор и го потпише указот за негово поставување за началник на генералштабот, се уште нема одговор на обвинувањата за прекршување на постапката во назначувањето на Лавчиски, кој вчера на одбележувањето на 32 годишнината од формирањето на армијата официјално ја презеде функцијата. Лавчиски ги уверува сојузниците дека ќе продолжи по утврдениот НАТО пат и во исполнувањето на целите. Армијата ја превзема во исклучително сложени геополитички прилики. Бруталната агресија на Русија врз Украина несомнено ја наметна потребата за подигање на интероперабилноста и оперативноста на армијата како највисок приоритет. Нашите НАТО сојузници можат да сметаат дека ќе продолжам со исполнувањето на нашите обврски согласно НАТО целите на способност и регионалните планови за развој и одбрана. Според биографијата, 47-годишниот Сашко Лавчиски речиси 30 години е во армиските структури. Се образувал на војната академија, а се едуцирал и во Соединетите американски држави. Од 1999 до 2008 година бил во специјалните единици. Од 2008 до 2012 бил во Здружената команда на НАТО во Неапол. Потоа пак се враќа во специјалните единици, каде останува до 2021 кога ја презема првата пешадиска бригада. Во 2022 е унапреден во чин бригаден генерал. Добро упатени безбедносни извори на Гласот на Америка кои не сакаат да бидат именувани велат дека станува збор за добар офицер со завидно армиско и искуство во мисии во странство како што е Ирак. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.